Драги гледачи, добро вечер. Ке ти кажеме, по не знам више кој пут сме у вашата и нашата обилена емисија Чандар збира и еве, денеска за мојот леп изглед кој увек се грижи, видите што сум леп. Ето ова исто така модни детали, се грижи бутикот Фансе за Каро, тој е наш мислимо вака, исто на очарите они се многу, како се викаше тој, Версачи. Исто така, за фризурата се грижав ја самиот, малце гел, 2 пара опици и че изгледате скоро као ја. Тешко може бркови вакви да знаете и така. Иначе, ова е игра на такозвани огласни кем, меѓународот познат као списание по кое што се учествува у овој наш популисан квиз и одак то. Сега да ги представам нашите такмичари. Хопа! Малку да ја разбиеме тревата. Малку шала, за да вака се уразположите. На позицијата број 3 се налази Цацко Конопишев од Кавадарци. Ве молам режија аплауз. Он е иначе приватен малособственик, собственик на застава 101, така ли е, Цацко? Драго ми е. И собственик на козметички салон за слабење Лозанка. Инаку среќно оженет е од со сопругата, собственик на 2 деца со могучност за уште 2. Цацко, дали си е прв пут вака мислам? Мене ова ми е прв пат. Ева го чуваме на вакви мисли, многу сум среќен и сакам да ги поздравам моите пријатели. Повелите, Цацко. Сакам да ги поздравам и Стив Джело, ќе ги поздравам Џоко Ацо, Перо Машембрамаро, Џани Черезони, Додека ги Емилија поздравува, ние ќе Цвета го представиме Вано Сачијата, на позицијата број Каро, Тебелко Стојбенов, тој е он, доктор на науки, специјалист по општа култура, инаку носител на одело Сепиден, видите, тој е врло елегантно вака виси, ода, дипломиран во Скопје, докторирал у Сорбона, иначе по потекло од Дифуца Штипско, че поздравите некој тамо. И живее со сопругата у Скопје под Кирија, у сутерен, деца вели кога Економски че се стабилиса. Така ли е, Тебелко? И вас ми е прв пат што сте овде во студио. Да, прв пат ми е во студио и користам оваа прилика да ги поздравам сите што имаат домашно воспитание. Добро, драго ми е, Тебелко. На позицијата број пик се налази еден наш орган многу вака љубезен, се вика Љубомир Богоевски, полицаец Љупче, да, Љубомир, полицаец неженет на радост на лепши пол, други податоци од службено формален аспект не са потребни. Това беше Љупче и идеме сега на позицијата број срце. Тука се налази Дејви Моронов Мони. Да, Дејви Моронов Мони, познат манекен и фотомодел во Скопје, а и пошироко низ Републиката. Инаку, на радост на полежниот пол леженет, меѓутим, он има девојка за озбилно. Така ли е, Мони? Може. Че ни покажеш ли, Мони, сега како одите вие по модните писти, нешто од неговиот репертоар? Ајде, да го видим. Тања, Ивче, Јасмина, Кристијан, Валентина, Пенчо и кажа, Олга кажа, Петро Дивинита, Дано Кушат. Браво! Режија, аплауз! Кој беше друго? Аплауз! Добре, Цацко, доволно е. Дај што само Перо Машембрамар туше едно се поздравам. Дали, а што рекламирате вие, највише? Ростери ми е рекламиран. Ето, тоа е овој што го праве вам вака. Добро. Јас не ве прашам вас, дали вие некога ќе поздравите? Поздрав до сите колеги, пријатно, Љупче. Ова е да вистина, ова што го викат. Аплауз режија, а одак након тоа режија идеме со джингл. По
се джигл, вака близу може си десу бобријар, меѓутоа исто и тоа е фазон, овој боден детали, овој боди стилови што се фурат. Одиме веднаш со втората игра, пошто нашите такмичари се доволно добри да нема потреба за првата. Че ги заборавев малку картите, идеме тамо. Почнуваме со Цацко. Цацко, ја као Дейвид Онатфилд, што го викаат исто така, ето видите, и ова. Повелите Цаце. Десетка Джонче. Десетка Джонче, това му доđe ово овде, да видиме. Во старата македонска народна песна, ја гледате со нотите што са, вика вака текстот на нешто, се тресе у ладна вода. Треба да го допишете првиот збор. Могучи одговори се Загор, Джандарпик или Дедобраз. Значи, што се тресе во ладна вода? Загор, Джандарпик или Дедобраз? Цацко, повелете! Дедомраз. Не, Цацко, па Загор се тресе, Цацко. Можевте да добиете вредна награда за тачни одговор, че добиевте учество на Макфест со гаранција за прво место, док вака у задеточе добивате учество на Скопски фестивал и гаранција за друго место. За чутење уопште нечу да коментисам. Одиме веднашка со Тебелко. Благодарам. Ајде, побрзо. Че дојде нова година. Оп, Тебелко, по една карта само. Четворка пик. Да видиме. Ето може жирито да установи. Идеме веднага. Четворка пик. На бурбанскиот јазик мамина ти клапи пее рундива руорум, значи скрати од рибата, пошто пото, пошто кошта или не кажувај либе добра ног. Значи уште еднаш на бурбанскиот јазик мамина ти клапи пее рундива диорум, значи скрати од рибата, пошто пото, пошто кошта или не кажувај либе добра ноќ. Јас мислам скрати од рибата. Не бојте, Тебелко! Малце повеќе концентрација, точен одговор е пошто пото. Повеќе среќа, повеќе концентрација во оваквото. Ајде, Љупче, опа, видите овака. Опа, Љупче, изволте. Што да правам се? Пирате карта. Која? Пожелба. Кажи. Пазите на микрофонот, Љупче, така. Кажете која карта. Осмица пик. Осмица пик, одиме веднаш. Најдобар производител на пендреци е Мишелин, Гудиер или Сава Крај. Па како можеше вакво прашање да излечете? Ова е неверојатно, драги гледачи. Значи, најбољи производчач на пендреци е Мишелин, Гудиер, Сава Крај. Одиме, Љупче. Мишелин. Точно, браво, Цацко! Аплауз, режија! Браво! Браво, тројка! Што добивте вие? Вие добивте 10 години затвор без могучност за помилување. Многу се духовити, овие што са од огласник. Моли, да видиме сега што ќе направи Моронов. Мони. Моли, да. Одиме, моли, петка срце, веднаш петка срце. Нилс Бор, познатиот научник од Белгија, установил трите постулати ги донел у 1928 у пењоар, такозвани бите бантил, или у сламена корпа, такозвана жардинјера. Значи, Моронов, Избор, трите постулати ги донел у пењоар, у 28, у жардинјера. У 28. Браво, Моронов, браво, аплауз! Моронов добива буфер за Варбур. Па неверојатно, докако не ова, ќе добиеше тенда за лоџија, односно банана од тюнер од балите. Одиме веднаш со ова, заборавив, гледачи, знаете како е ова све, да му дадеме на Джандарот уште едно другарче, да не се осеќа овака што го викао. Идеме веднаш со Цацко.
Цацко, Цацко. Деветка срце. Деветка срце. Чекай, шестка е. Не, деветка. Ти што сакава да чари овакво? Да видиме, Рија, деветка срце. Со што се лечи болката при бацање камена срабена? Камен за пети, камен за шести, салицил за жулј. Салицил за жуј. Не, Цацко! Па камен за шести, Цацко, Цацко, ова и децата го знаат. За малце че добијавте камен од 500 грама, док вака добијате камен од 1000 грама, или може укопе овакво 10-дневни третман на травматолошка удржана клиника, одиме веднаш со господинот такозвани Темелко, Благодарам. Поп Дейвид Копервил. Невеста Каро. Таба Каро, веднага одиме. Штафетата на младоста се предава. Значи, штафетата на взимателно концентрисајте се Темелко. Од рака в рака, 4 пута 400, штафетата на младоста никогаш не се предава. Што е тачното одговор? И јас мислам од рака на рака. Не, Цацко, штафетата се... А, Цацко, па штафетата се предава... Зашто да не, зашто да не? 1600. Под Б. Така е, 4 пута 400, 1600. Браво, браво, Лјупче. Лјупче го добива и вториот джадар, и пошто ониот джадар, тоа не са 3 джадара, тоа се само 2 джадара. Идемо дале. Кој? Вие бехте? Шестка трефа. Шестка треф. Идеме у шестка треф. Опа. На 10-тиот симпозиум за квалитативни фактори на стопанисување на 85-та страна стои дека Република Македонија е неопходна развојна и надворешна трговска политика од најмалку една причина, 5 причини, 8 причини. Значи, на 10-тиот симпозиум за квалитативни фактори за стопанисување на 85-та страна стои да Република Македонија се неопходна заштита развојна трговска политика од најмалку една причина, 2 причини, не, една причина, 5 причини и али 8 причини. Лјупче? Лјупче? 8 причини. Браво, Лјупче, ова е неверојатно. Добро, Лјупче, јас би сакал да ме запрашам. Од каде вија фокус знајле ова? За сега се нема тесено у ова. Видите, драги гледачи, што са у ова. Исто така, видите, Кет, па мислам. кажи овакво, ние тука дигни рука. Па да, ние Од каде со вие колегите, колку да, знаете? ние имаме библиотека на работа Да, вистина? и со колегите стално у слободно време така си одиме, си читаме, се просветуваме. Јас се извинувам. Ало, Лјупче, прием. Фрчка овде прием. Изволте, Фрчко, прием. Кај бе клучот од библиотеката прием. Кај мене е клучот од библиотеката, али јас сум на квиз прием. Абе колегите ти древа тука пред врата. Прием. Немојте така колегите да Јас се ги извинувам, ми се висат јави пред шефот, библиотека. стварно, мислам, малце Одиме вака. со Боролов, да видиме што ќе направи Боролов. Се ја да прашаме боа наредено да не? Како може? Ти, Вие се знае да го имам ова. Како па е наредено срам ова. те било? Не. Ќути бе да си го Немојте, оперем, немојте вакви работи. Лична карта на после ја и ти кажам. Еда колку реви е видено. Ве бола, што ќе Нека направи? заврши само емисија. Што ќе направи Боролов? Наредено, а? Тројка, ово ни у школа не сум имал. Тројка, Без везе. бакљава, упознатата битка за Книт. Познатиот војсководец Милан Бартич го испратил корирот у Бања Лука, да се бања у Лука, у пичку у ватерину, немојте вакви друг пут, у војска, да уплати лото. Боронов? Па нормално дека у војска го испратил, кај може да го испрати ако не у Го војска? видовте ли Боронов? Како знае? Браво, Боронов! Браво! Војска е тоа. Вие сте добитник на земјиште у Хрватска 10 метара квадратни. Неверојатно, успут ја ќе ви дам еден джадар, да не си идете така. Идемо Цацко.
Цацко, вие пошто не погодивте ништо, немате право. Идеме со Темелко. Благодарам. Скинеш казах дам джамбер. Двојка треф. Двојка треф. Слушате внимателно и концентрисете се. Во Лудов мангу стрип у една позната реплика зборовите на Блек Стена бева. Јеленских ми рогова, боле гроб него роб или 1000 буневачких марака. Значи на Блек Стена познатата реплика. Јас мислам боле гроб него роб. Па не, докторе Темелко, 1000 буневачких марака. Двојка, овој ништо не знае, успротивно че беше добитник на презерватив за вишекратна употреба со платен данок на промет, оние што ги викат пери носи. Идеме да видиме што ќе направи Љупче. Љупче, за тебе остана седмица баклава. Браво, Љупче. Во песната Ој Вардаре Македонски опеање ФК Црвена звезда, ФК Динамо или ОФК Београд, тоа е Обладински фудбалски клуб Београд. Црвена звезда. Да, Љупче, драги гледачи, ето, видите, ова е немогуче, а не се видео волку, одиме овако, режија, двојка, здрава двојка, режија джингл и одак након това идеме со тречата игра. Са! Тројка. Кец. Здраво, Кец. Фала, прашање добро е. Одиме веднаш со третата игра, одиме да поставиме питања, вика вака. Педрекот, најдовиот Педрек, може, у неговиот гарантен рок, може да издржи повеќе од 20.000 ударци, а помалку од 5 милиони ударци. Ке ме молам, кој е точниот одговор? Значи, најновиот Педрек може да издржи више од 20.000, а мање од 50.000 удараци. Одиме веднаш да видиме кој е најблиску до одговорот. Цацко, готови ли сте? Да. Цацко, 20 милиони и 600, Темелко, 13, што е тоа? Извините, немаше време да допишам, мислев 13 милиони. Не, тоа точно. 2 милиона 182.400 и 300.000. Точен одговор е 2 милиона 182.400. Љупче, браво, 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 Љупче. Неверојатно, али истинито. Одиме веднашка со ова второто прашање што е. Слушате внимателно, Темелко, малце по-концентрисани и вие исто. Љупче, реймар, а Љупче? Од шефот ми се на поклон. Ајде, вајде ќе биде, Од шефот, да. ќе биде Добри и се, рейсерот, добри па се. после и тикото и така. Слушате внимателно. Куќето мое, значи, куќето мое е поголемо од кифла, а помало од југо. Колкаво е куќето? Значи, куќето мое е помало од кифла, а поголемо, уствари не, поголемо од кифла, а помало од југо, колкаво е куќето? Цацко? Ајде, ајде, Љупче, без препишување, немој да дзиркате. Цацко вика колку фиќо. Темелко вика волкаво. Колкаво? Волкаво. Добро. Љупче вика ле пипол, док Моронов вика джеврек. Точен одговор е куќето мое е колку ле пипол. Браво, Љупче, браво, браво, браво. Браво, Љупчо. Ајче идеме па и за тикото после и така. Одиме веднаш как со... Оди, Кец, па кажи да уива. Со третото питање, слушате пажливо. За дозвола за реекспорт во Србија, потребно е да се плати повеќе
од 100 немачки марки, а мање од 5000 марки. Колку треба да се плати? Значи, за реекспорт у Србија потребно е да се плати више од 100 марака, а мање од 5000 марака. Кој е тачниот одговор? Че ве болам? Ако си врзав со министерот, не се плаќа ништо, то го вика Цацко. Темелко вика 120, што е тоа, мараки? Да. Да, 120 марки. Лјупче? Мислам, нас не е забрането вакви информации да даваме. Па онда можем че добијате рейсер, јас ви се молам. 1500 марки? Марки? Да, марки. Боронов? 1250 марки. Тачан одговор е повторно Лјупче, 1500 марака. Браво, Лјупче! Браво, Лјупче! Лјупче, човеко Лјупче, браво, Лјупче! И сега одиме да погледаме джигл и нешто од нашите спонзори што са, а онда идеме да видиме кој ќе го добие рейсерот. Важно е да се игра, мислам. Tick-tack, 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 tick-tack. После овој убав джигл идеме одма у играта за рейсерот. Пошто нашите такмачи више го извлекова могучиот, значи како што може да схватите одма, они извлекова по еден кандидат од купот и сега, уколку некој од нив добие рейсер, автоматски тој што го извукле, ќе биде добитник на овако. Ја мислам дека многу лепо ви објаснив, нема да има никаква забава. Идеме со такозваната игра Джандарски приказки. Ќе почнеме веднаш да биде на истата тема, ќе почнеме од Боронов. Јас ќе ви го кажа првиот збор. Првиот збор е Джандар. Боронов повели. Жандар е. Лјупче? Жандар е и. Жандар и е. Темелко, веднага, нема. Темелко, и ти си ми некој доктор на такозвани науки. Че те молам, ви се молам, Темелко Гитла, напуштете го студиово, со Темелко ќе се поздравиме. Секако, Темелко, апсолутно. Повели. Ето го Темелко таму. Темелко, поздрав дома, до сопругата и до сутеренот. Одиме понатаму со Цацко. Цацко? Джандар е и о. Добро. Жандар е и у. Не, Бони! Како не? Боронов. Немојте вакви. Сега ќе мораме и со Боронов да се поздравиме. Боронов. Поздрав дома. Иди да рекламирај ростер. Одиме со Лјупче. Да го проследиме само манекенов. Одиме веднага со Лјупче. Джандар е и о а. Добре, Лјупче, браво. Джандар е и о а, но Жандар е и о а, но е. Жандар е и а о. Не! Цацко! Добитник на рейсерот е Лјупче! Аплауз, режи, аплауз! Оваква среќа, Лјупче! Повели овде, Лјупче! Да видиме! Ајде, Лјупче, ја ќе ти го стап микрофонот поново. Дојди овде, Лјупче, застани овде, Лјупче. Да видиме кој е добитник сега и да дојди од оваа страна, да видиме кој е добитник, кого извлече Лјупче за тикото.
Ajde, da vidime, vadi go koverton. Kako je naplato, verujem, srcata na site vas sada drhta, Ništa ova ovaka, kazni raboti. se ova kazni što sam kažnjen Eto, včera. kaznite malo što ne igra, to ni ne Pa mi učestvuje. se prijavi Blanko što sam, ja se izvinim. stvarno. Dobro, ajde, kada go stavite, Ljubče? Pregled na Fistina je naplato. Koji će biti dobitnik od? Ljubomir Bogojevski Ljupće. Ljubomir Bogojevski Ljubče? Pa to ste, dragi gledatelji, vidite, vi ste dobitnik i na tiko to. Ljubče, gledate, Džadar na Vistina zbira, Džadar zbira, Vajstina razbira. K15!